Праведниот човек со калниот леп в рај. Чита Александар Станојков. Еден праведен човек бил многу скржав. Бурно од заносот на човека не дал, а пак за зло на човека не беше направил. Со правината и со скржавштината беше си го поминал векот и дошол денот да се пресели од овој век на другиот век. Чунки многу праведен бил, теќе му дошол анđел Божи и му се јавил као што си бил со тело анđелско и му рекол: знаеш ли, сјанине Божи, што сум дошол? Не знам, анđеле Божи, му рекол праведниот. Кажи ми да знам. Пратен сум од Бога да те земам и да те носам на тој век за во рај. Сега, као сакаш да те носам? Со се снага, али само душата да ти ја носам? Целокупен сакам да ме носиш, анđеле, туку ќе те молам да ми кажеш дали има во рај јадење и пиење? Му рече праведникот. Кој што си однесол, тоа ќе си има во рај, му рече анđел. Тамам, лели, секој што ќе си поднесол ќе си јади, чекај јас барем да си однесам една биолска кола леп за да ми се најди, да тамо може да има нешто друго за јадење. Така си пресапил праведниот и си тоарил една најголема кола со сомуни и си тргнал за во рај да си оди. Тргнал да оди по друм и по пата го среќаале сиромаси и му сакале за Бога по едно парче леп. Арно, ама тој лели е скржав, никому не му дал ниту едно залаче, а не парче да му дава. Дошол пато да врви по едно многу удолниште и му се отркалил леп, та паднал во калта и се извакал од сите страни. Го зел враце, го бришал, арно, ама му беше гнас да го клаи во колата на друзите лебои и така го носеше враце. За късмето, еве му еден питач на среќа, такоа писнал да му проси лебо. Даруј ме за Бога за душа едно парче леб, да ти се најди пред Бога на тој век. Така му рекол. Дека ти ќе ме благословиш да ќе ми се најдело на тој век. Јас цела кола кај ја носам за таму, а пријателе. На, земи го овој леб и стај ми се од јакава. Му го дал валканиот леб на питачо и пак го благословил питачо за да му се најди пред Бога. И си тргнал да си патува за во рај. Патува што патува по земјата и тргнал по небесниот пат и беше стигнал до рајските порти. Приклукал на портата и излегол Свети Петар да види кој клука. Едно го виде и го позна човекот и е праведен и го покалнил да си влези во рај. Заповедај, Елисјанине, заповедај, влези во рај, оти ти си праведен. Благодарим, Свети Петре, му рекол. Арно, ама јас си носам една кола леб за во рај. Како? Една кола леб? Не е возможно, Елисјанине, да влегува низ рајските порти леб. Ти си викан за сам да си влезеш во рај, чунки човеко гол се раѓа на земјата и гол иди на небеси. Ете вака да знаеш. А ако сакаш влегуе сам во рај, лебо треба да го оставиш таму и друго ништо. Аман джанам, Свети Петре, му рекол и му се молил. Пушти ми го и лебо, ти си арен човек, ај стори ми го ова добро. Ако влегуваш, пријателе, сам влегуј, а ако не, кажу да ја затворам портата и други зборови да ја требаат, му рекол Свети Петар као наврекнато малце и почнал да ја затвора портата. Кога видел праведниот и не му се приима колата со леп, ја оставил и си влегол сам во рајо. Му го сторил Теслим анđело на Свети Петар. И Свети Петар му го предал на друг анđел да го однеси на неговото место, да речеме, кај што беше си послал тамо да си седни. Го повел анđело низ раја да го носи на местото него и кај што поминувал гледал многу фамилии седнати на честни трпези наредени со сите убајки. Кога видел тие гозби праведниот, многу се израдувал, чунки си велел со умот и тој ќе се курдисаат на некоја богата трпеза. Арно, ама кога го однесол анđело на неговото место и му рекол, еве го ова место, ти ќе си живееш, пријателе. Кога гледа, само калниот леп ставил пред него. Ами овде ја зар јас ќе живеам, анđеле Боже? Тука, Елисјанине.
Ами само со калниот хлеб јас ќе живеам. Само со него чунки тој леп си го дал за Бога и Бог него ти го ставил. Ако беше ти си давал по сиромаси, всичкото Господ ќе ти го ставеше пред тебе за сега да се најди. Не, онде имате еден рисјанин и тој како тебе бил скржав и еден сомун леп има пред него искршен на парчење, чунки фрлил со него на еден питач дека му се тоарал да го дарува. Сиромајо му го зел и Господ му го клал пред него. Да и ти, пријателе, така си направил. Треба да знаеш, оти кој подарува сиромав, тоа што го дава на Бога. Што ќе даеш на овој век, тоа ќе ти се најди на тој век.